Скопска апелација потврди едногодишната затворска казна за екс-градоначалникот на општина Карпош Стефче Јакимовски во предметот поврзан со изградбата на општинската зграда. Како што информираат судот, постапувајќи по жалбите на обвинетите и надлежниот јавен обвинител, донесена била второстепена пресуда, а во изречената казна ќе му биде пресметано и времето поминато во куќен притвор во периодот од 10 март до 15 август 2019 година, што значи дека Јакимовски ќе треба да одлежи затворска казна од уште 7 месеци. Дополнително апелација ја уважи жалбата на Јакимовски во делот што се однесува на обвинението за злоупотреба на службената положба и овластување, и во тој дел предметот се враќа на повторно судење. Во однос на кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување, жалбата на обвинетиот е уважена и предметот само во тој дел се враќа на повторно судење. Во однос на ова кривично дело, со оглед дека истото е сторено во период од 2011 до 2017 година, предвидената казна е од 3 до 5 години, па согласно одредбите за застарување, истото би застарело во 2027 година. Јакимовски веднаш по објавата на пресудата на пресконференција рече дека според него станува збор за политичка пресуда со која тој се спречува да се кандидира доколку би имало наскоро повторни избори во општина Карпош. Јас се надевам дека Врховниот суд ќе биде тој кој што ќе заземе правилен став и ќе ги поништи, односно ќе ги отстрани овие недостатоци на ова очигледно политичка пресуда што е направена овде. За ова што ме товарат имаат исто така два фалсификата, врз кои исто така се обидуваат да ја искористат тие два фалсификата за да ја донесат оваа пресуда, но очигледно дека во оваа ситуација не е битно дали си виновен, туку во моментов има потреба да бидам осуден, а тоа е да бидам спречен да се кандидирам на повторните избори за градоначалник на општина Карпош. Дополнително од судот вела дека предметот во однос на укинатиот дел ќе биде распределен на понатамошно судење кај нов судија, со оглед дека судијата кој досега постапувал не е во одделот за организиран криминал и корупција, а во однос на потврдената затворска казна ќе биде доставен на понатамошно постапување кај судија за извршување санкција.